Благодарам за Александр, благодарам за воведниот збор, за убавите зборови. Секојаш тоа ми е дополнителен товар кој ќе ме представат на тој начин, особено кога треба да се разговара на некоја многу специфична тема како што ја имаме и денеска, а за која јас не се чувствувам експерт, бидејќи во европска интеграција не може да биде човек експерт за се. И затоа и моето обраќање или мојата елаборација на темата ќе биде малку од по-висок визир, од покрупната слика, да кажеме, заради тоа што капацитетите или она што на воведот го зборуваше министерот Минчев, целосно се согласувам. Реформата на јавната администрација е најтешкиот дел од реформите, а буквално е вклучена во секој сегмент од она што ние го велиме европска интеграција и она што значи создавање на амбиент за нормално функционирање на економијата, меѓутоа и за нормално демократско функционирање на самото општество. Се осврнувам на три покрупни прашања. Едно, прво ќе почнам со капацитетите за интеграција во ЕУ, како една амбрела, чадор, за сето она што го зборувавме и ќе го зборуваме и денеска. Моите колеги Марек Тевдовски и другите потоа во следната сесија ќе зборуваат за некои конкретни прашања, конкретни теми поврзани кои што се исклучително важни. Во втората сесија ќе се направи осврт не само на финансите, туку и на антикорупцијските политики, сето тоа е помеѓу себе поврзано, а секогаш се враќаме назад, се враќаме на капацитетите. Кога велиме капацитетите се на државата, капацитетите за интегрирање во ЕУ не може да се градираат во одредени сегменти, да се сегрегираат. Тие се капацитети кои треба да се градат на ниво на државата. Па од тука, кога велам капацитети за интеграција во ЕУ, тргнувам прво од политичките капацитети. Политичкиот капацитет е број 1. Дали имаме политички капацитет и што тоа се случувало во изминатите 3,5 децении, кој што не довело до таму до каде што сме или не однело таму каде што сме сакале да бидеме. Од тука под политичките капацитети тргнувам од оние кои се градат во самите политички партии. Едно е самото општество ги произведува тие политички капацитети, меѓутоа нуклеусите каде што политичките капацитети се градат во политичките партии. Дали политичките партии имаат изградено кадровски политики, систем на подготовка, на обука, на кадри, кои што доколку се на позиција можат да ги стават во функција на институциите или доколку се во опозиција да се подготвуваат кога ќе станат позиција во една или во друга фаза, на еден или на друг начин, во коалиција или самостојно, да можат да ги преземат практично институциите, односно управувањето со функција, да ги преземат институциите, можеби погрешен збор, погрешен израз, да го преземат управувањето на институциите. Тоа значи дека во политичките партии преку структурите треба да се подготвуваат идните министри, директори на стратешки начин, не на низ локален визир и со познавање на Европската унија. Една обсервација на неколку амбасадори наназад, бидејќи работат со многу амбасадори наназад на Европската унија, обично доаѓа и велеа дали вашите политичари имаат разбирање не за процесот на европска интеграција само како таков, туку дали имаат разбирање за функционирањето на институциите на Европската унија, бидејќи ако не знаете како функционираат институциите на Европската унија, многу често ќе правите грешки, а тие грешки никогаш скапо не чинат. При тоа се разбира дека политичката култура, која што се развива во политичките партии или во општеството, треба да биде на она ниво кое што ќе препознава и транспарентност и отчетност. Транспарентност и отчетност многу често се обсервира, се елаборира на разни нивоа, разни форуми,
меѓутоа не секогаш ја разбира отчетноста и транспарентноста на ист начин, или можеби ја разбираат на ист начин, но еден е начинот на разбирање кога одредени политички партии се во опозиција, другиот е кога се во позиција. Знаеме за какви разлики станува збор. Вториот момент е административни капацитети. Министерот говореше на почетокот за професионализација и деполитизација, за компетентност, која што не се случува преку ноќ. Таа се гради низ образовниот систем, се гради низ самите институции, со стекнување на практично искуство во извршувањето на своите функции. Потребен е континуитет. Јас работам за ова е мојот 18-ти министер за европски прашања, и тој континуитет секогаш игра клучна улога, многу важна улога, бидејќи треба да имате континуитет и во водењето на политиките, и во разбирањето на своите функции, оние функции кои ги има таа институција, и да ја обезбедите простор на администрацијата. Тој простор на администрацијата е потребен, за администрацијата може да го вложи својата компетентност, знаење и искуство во функција на исполнување на политиките и на градење на политиките, меѓутоа и во исполнувањето на политиките. Кога зборуваме за европска интеграција, не само капацитет во МЕП, СЕП или Секретаријат за европски прашања, Министерство за европски прашања, туку треба да има капацитети кои што се градат соодветни, се разбира, во целата администрација. Целото општество треба да се подигнува во тој процес. Медиумите имаат своја улога, кои креираат мислење, јавност, подготовка на закони, не само заради законите, туку закони кои ќе траат, закони кои ќе се имплементираат. Обично се прават закони за политичкиот момент или за некоја одредена политичка цел, или пак под притисок на барањата на Европската Унија. Нас ни требаат закони кои што ќе бидат иманентни, кои што ќе бидат применливи тука кај нас, респектирајќи ги сите наши специфики. Од тука пак не само закони, за ова зборува и говорниците пред мене, туку и имплементација, примена. Повторно доаѓаме до капацитетите на институциите, повторно доаѓаме до капацитетите на политичарите, повторно доаѓаме до капацитетите за креирање и спроведување на политики, и од тука имплементацијата е всушност клучна. Тоа значи повторно следливост, контрола и политики на санкции, трак рекорд или следливост на имплементацијата на самите закони. Вакви трак рекорди правиме наназад, особено во делот на антикорупцијските политики, наназад веќе не знам 15-20 години. Меѓутоа не сум сосема убеден дека тие дека допираат до јавноста и дека се јавни, дека се обсервираат од страна на јавноста, за да се види кои се трендовите, дали имаме резултати од законите кои ги донесуваме и дали институциите си извршуваат својата работа. Потоа не само до членство, значи капацитетите кои ги градиме да ги започнеме пристапните преговори, веќе сме во таа фаза. Потоа е да ги спроведеме пристапните преговори, да ги доведеме до крајот, и целта не е да се почнат пристапните преговори, туку да се завршат пристапните преговори, и претходните говорници во таа насока зборуваа за полноправно членство, и се разбира, тоа е тоа што ние сакаме да го реализираме, да го оствариме полноправно членство. Тоа значи дека градиме капацитети на политички и административни капацитети кои што треба да обезбедат брза интеграција или брзи преговори. Ова брзи преговори сватете го условно, бидејќи нема кратки агли, мора да се поминат сите чекори, но може да се поминат чекорите во 5-6 години, како тоа што го направи, не знам, Хрватска или некои други преднесе, а може да го прават и по 10, 12, 13 години, како што исто имаме некои држави во нашиот регион. Значи, треба да се градат капацитети, да се завршат преговорите, и потоа ни требаат низ тој процес изградени капацитети кои што ќе обезбедат наша партиципација, наше учество во сите институции кои што
функционираат во Европската Унија. Ова може би на некои претходни мои обраќања сум го елаборирал и ќе го повторам на брзина. Што тоа значи? Значи дека ние имаме пристап како земја. Тоа е членството во Европската Унија. Ние имаме пристап како земја да учествуваме во така наречената комитологија или во околу 350 и плюс од 350 комитети кои што функционираат во рамките и под чадрот на Европската комисија, каде што сите земји членки учествуваат, можеме да учествуваме и ние, дури и сега, а во текот на самите преговори се повеќе тие ќе се отвараат и ќе можеме да партиципираме во тие комитети. Потоа има преку 150 тела на Советот на Европската Унија, тоа е веќе политичката структура која што ја управува, ги гради политиките и управува со Европската Унија, преку 150 плюс такви тела постојат, каде што ние не можеме да учествуваме, се додека не станеме членка на Европската Унија, но мораме да ги пратиме, а тие се јавни во најголем дел, нивните дебати, дневни редови, нови закони, нови политики, и тоа веќе е еден процес на учење и се разбира може да бараме и бараме да бидеме брифирани за сите поголеми, покрупни процеси кои што се одвиваат, политики кои што се одвиваат во рамките на Европската Унија. Преку 35 агенции, извршни агенции, има Унијата во кои што ние можеме да партиципираме. Тоа значи дека ние треба да имаме експерти кои што треба да учествуваат во работата на тие агенции, а за тоа ви е потребно капацитет. Јас сум бил 5 години во Брисел во нашата мисија и сум учествувал на еден добар дел на такви состаноци и средби. Таму не можете да учествувате ако не разбирате за што станува збор. Тоа значи дека мора да бидете компетентен, мора да бидете подготвен. Јас сум бил пратен по службена должност да учествувам на дебата за, крвни анализи. Јас немам појма од крвни анализи, се разбира, ништо не разбрав. Тоа значи дека треба да иде наш експерт и наши експерти треба да се селектираат и да се упатат да ја следат работата на тие агенции. Има преку 40 програми на Унијата. Во добар дел од нив ние имаме пристап. Не е само ИПА нас. ИПА ни е позната и ние само ИПА ја читаме, ја користиме, бидејќи сме директно вклучени. Меѓутоа, директно или индиректно, во добар дел од тие програми, 40 плюс програми на Унијата, исто така можеме да партиципираме или директно, или заедно со некоја земја членка. При тоа, значи, тоа е најдобриот начин за градење, повторно се враќам, на капацитетите. Во овој случај на административните, стручните, техничките капацитети на институциите кои се неопходни за да се подготвите во моментот кога ќе станете членка на Европската Унија, а не смееме да престанеме да веруваме дека ќе станеме полноправна членка на Европската Унија. Тоа е крајната цел, затоа сите овие дебати, сите инвестиции, вложувања ги правиме за да станеме полноправна членка на Европската Унија. Тој процес низ кој што се градат капацитети за да може кога ќе станете членка веднаш да се вклучите во работата на тие институции за кои што станува збор. Значи станува збор за неколку стотици наши експерти кои треба да бидат подготвени да може да учествуваат рамноправно во дебатата и при тоа да може да ги аргументираат нашите позиции, да може да ги презентираат нашите аргументи и да можат да учествуваат во креирањето на политиките на Европската Унија. На крајот на книжката, кога ќе кажете полноправна членка на Европската Унија, тоа е целта. Полноправна членка на Европската Унија не е да седите на масата, туку да можете компетентно, професионално да ги кажете и да ги елаборирате ставовите кои што се во наш интерес или да ги одбраните нашите аргументи за да може да не ги нарушите или да не се нарушат нашите национални позиции и интереси. Капацитет за користење на јавните пари. Тоа е вториот дел, капацитет за користење на јавни пари на средства од ЕУ, меѓутоа и билатералната помош, заеми, се разбира и буџетот, заради тоа што тоа се све на крајот на краиштата јавни пари, апсорпцијската моќ, за да ги користите тие средства кои што се на располагање, макроекономската апсорпцијска моќ, моќта да креирате зрели проекти,
да ги управувате проектите, на крајот да ги завршите, да ги имплементирате проектите, меѓутоа и да ги одржувате сите оние инфраструктурни објекти кои што сте ги изградиле или со пари на Европската Унија, или со наши домашни пари. Го повторувам ова во повеќе наврати, ќе го повторам уште еднаш, дека сите инвестиции кои што се прават во процесот на европската интеграција, 90% плюс, значи повеќе од 90%, се плаќаат од националниот буџет. Ако има некој илузија дека средствата ќе дојдат од страна и дека тие средства ќе го поттикнат нашиот развој, да, тие се средства кои што може да го поттикнат нашиот развој, доколку се искористат правилно и доколку се вложат во вистинските приоритетни проекти, но 90% од сите тие инвестиции се инвестиции од нашите даноци, од нашиот национален буџет. Значи, не само буџетски средства, не само средствата од ИПА и билатералната помош, буџетските средства се, имаме и министр за финансии, поранешен гувернер и вице-гувернер и така натаму, значи имаме луѓе кои што знаат точно за што станува збор, имаме околу академик бюџети, имаме околу 250-300 милиони евра, можеби фискален простор годишно од нашиот буџет, и тоа е дискутабилно, меѓутоа, еве, да речеме дека е така, околу 80-90 до 100 милиони евра имаме преку ИПА програмата, грант пари, тоа значи бесплатни пари, ако користам погрешен израз, се едно, тие се пари кои ги добиваме како грант. И сега, во 2024, 5, 6, 7, го имаме планот за раст, односно реформската агенда, врз основа на чија имплементација можеме да вбризгаме дополнителни 250 милиони годишно. 250 милиони годишно, 3 години по 250 милиони, отприлike 750 милиони, толку се тие средства кои што се на располагање, доколку ги спроведем реформите и доколку имаме подготвени инфраструктурни зрели проекти за да може да ги абсорбираме тие средства. Сега, ако ги ставиме на купче 250 до 300, околу 100 од ИПА, од буџетот ИПА и околу 200 до 250 милиони од реформската агенда, тоа веќе е сериозен износ на средства, кој што навистина може да го забрза развојот и навистина може да направи разлика во релативно краток временски период, пак велам, доколку капацитетот постои, доколку политичка волја постои за реформите, доколку капацитетот за спроведување на реформите постои, доколку капацитетот за подготовка на инфраструктурни зрели проекти го имаме, а тоа е нашата најслаба точка, може би ќе стане збор за тоа и во текот на дебатата, затоа што едно е, ќе ги реализирате реформите, хипотетички под идеални услови, политички, административни капацитети, а ќе дојдете потоа во фаза да ги абсорбирате парите, да ги вклучите парите во инфраструктурните проекти. Ако немате инфраструктурни проекти, парите од реформската агенда едноставно ќе ги изгубиме. Тоа е слабата точка во целата ова конструкција, или со други зборови, пари има и имало, може би не секогаш толку колку што ние сакаме и посакуваме, меѓутоа мора тие пари, кои што се на располагање, да ги искористиме за да не ни пропаѓаат. Клучно е подготовката на зрели проекти, проекти кои што ќе донесат ефект, ова што е предмет на дискусија, value for money. Кога зборуваме за проектите, еден пример, Single Project Pipeline. Едноставен концепт, одличен концепт, со силна методологија во позадина. Тоа значи дека државата треба да има единствена листа на инфраструктурни проекти во клучните области, зрели, за да може да ги реализира во наредните 3, 4, 5 години. Ако немаме такви зрели инфраструктурни проекти, вклучени во една единствена национална државна листа, ние имаме сериозен проблем да ги абсорбираме парите. Политички е исклучително важно да се состави таа единствена листа. Една, сега, бидејќи јас не сум директно вработен во
Министерството, си дозволувам некојаш малку и по-слободни не интерпретации, туку коментари, ќе кажам дека единствена листа на проекти се обидува влади наназад да подготват и се уште ја немаме. Затоа што кога ќе дојдете до потребите, лесно е, ќе се лесно. И тоа не е лесно, но ќе се излистаат. Кога ќе дојдете до ситуација дека треба да ги калибрирате потребите во рамките на расположивите средства, имате проблем, бидејќи политичките, особено кои имате коалицијски влади, политичките тензии тогаш растат и сите влечат, што би се рекло, на своја страна и имате проблем со креирање на единствена листа. Си има методологија, си има критериуми, си има бродирање, меѓутоа политичка волја треба да има за таа листа, на крајот Single Project Pipeline, да се пласира и овие средства за кои што претходно говорев, а кои не се мали, кои се сериозни средства, на тоа не ги спомнав, а ги додавам еве и атрактираните меѓународни финансиски институции кои влегуваат со своји заеми, со миксирање на заемите заедно со овие грант пари, во најголем дел. Значи, тоа е еден дел на кој што треба посебно да се обрати внимание. Третата точка, накратко само да не одземам премногу време, е капацитет за контрола на парите, внатрешна контрола, тоа што го градиме веќе со години, надворешна контрола, ревизија на работењето, внатрешна и надворешна ревизија, превенција од корупција и ефикасна борба против корупција. Значи, овдека веќе влегувате во фаза каде што треба да обезбедите, да ги заштитите парите, јавните пари, кои што сите ние ги плаќаме на еден или на друг начин, со даноци или на било кој друг начин, morate da ги zaštitite, morаме да ги заштитиме јавните пари од надворешни удари и обиди за растргнување на парите по лична, политичка, партиска или по било која друга линија, или локални интереси кои превладуваат понекогаш над државните, националните интереси, особено во делот на инфраструктурните проекти. Механизми и искуства постојат, ќе се говори за тоа и сега, ќе се говори и на следната сесија, се говорило и предходно, сум бил на некои сесии каде што тоа било централна тема. Одлуките, беше кажено, треба да бидат базирани на стручност, на статистика, анализи, искуства, добри практики. Јас секогаш го повторувам или го користам примерот кога беше големата финансиска криза, колку е важна статистиката. Кога беше големата финансиска криза 2008-10 и 10 година, кога господинот Оли Рен ја презема улогата да се справува со финансиската криза во рамките на Европската унија, првата работа што господинот Рен ја направи, отиде во Евростат, ја расчисти ситуацијата во Евростат, бидејќи никој немаше доверба во податоците кои ги креираше Евростат. Тој отиде во Евростат, ја среди ситуацијата во Евростат, односно направи одредено филтрирање и чистење, воведе нови методологии и веднаш се врати довербата во статистичките податоци кои ги креираше Евростат и тоа го смири и ги смири и го смири немирот на финансискиот пазар и ги стабилизираше интерес рейт, каматите. Значи, статистиката, а тоа е дел од овој од оваа наша тема, е од исклучително значење и добро и што и понатаму имаме помош во Заводот за статистика, но мора да се имаат статистички податоци кои што ќе бидат не само релевантни, туку ќе бидат едноставно ќе им се верува. Тоа е клучната работа, бидејќи ако не верувате во статистичките податоци, тоа ни една макроекономска проекција или проекција на било која банка или на било која комерцијална фирма нема да може да се направи. Улогата на владата во овој сегмент е клучна. Нема да навлегувам во сите улоги на владата кои што ги има апропо се тоа што досега го говорев, но владата има деловник за работа. Тој деловник за работа, јас сум долго време во работам со владата, со деловникот за работа на влада,
убаво е напишан, ама спроведувањето е многу лошо, тенко. Кога доставувате закон нов во владата, тој треба да биде во соодветна форма. Треба да биде пропратен со соодветни документи. Едно е фискални импликации, други импликации кои што се однесуваат на ЕУ. Impact assessment анализа, regulatory impact assessment, сите се тоа неопходни пропратни документи за да можете да го процените квалитетот на самиот закон. Многу често во владата се доставуваат закони во кои што не се пропратени со ваквите документи. Значи имаме деловник, треба да се почитува деловникот. Собранието си има деловник, нов од минатата година, со забелешки кои може јас лично да ги имам, меѓутоа сепак деловникот го пропишува целиот и пропишува процедурите и потребно е стриктно почитување на деловникот на собранието на владата. Кога говориме за скратени постапки, знаменца, звездички, злоупотреби и така натаму, тоа доколку деловникот за работа на собранието се почитува, не може да се случи. Не смее да се случи, има превентивни механизми. Тоа значи дека има прескокнување во рамките на употребата или толкувањето на деловникот за работа на собранието, кои што произведуваат потоа негативни консеквенции, последици и при донесувањето на законите, јас ќе речам, во квалитетот на законите. Неквалитетен закон, имате лоша имплементација, бидејќи ако законот не е добро поставен, не е квалитетен, не е јасен, не е добро подкрепен, тогаш дефинитивно имплементацијата ќе фалира. И тука само ќе завршам со еден сегмент, а тоа е отчетноста во рамките на собранието. Еве еден мал куриозитет од цело мое долгогодишно искуство. Еднаш, делумно, пред многу години, имавме сослушување, hearing, во владата за користењето на ЕУ парите. Еднаш, пред многу години. Имаме ИПА средства, не е тајна, ИПА средства, кои што се бесплатни, грант, кои ги губиме неповратно на годишно ниво. До сега преку 140 милиони евра сме изгубиле од тие кои што ни биле на располагање. Ова не е тајна, јавно имаше пресконференција министерот за европски прашања уште пред неколку месеци и ова е составен дел на извештајот на Европската комисија апропо тоа колку средства се изгубени. Тие средства се изгубени не од оваа влада, од претходната, тоа е кумулиран неуспех, можем да кажам, во користењето и абсорцијата на парите. Ако имате грант пари и не ги искористите, тогаш имате проблем со политички капацитет и со административен капацитет, се разбира во различни ситуации, може да бидат причините различни, но епилогот е ист, парите исчезнале. Наместо тие 140 милиона да се вклучат и бризгаат во нашата економија, во нашето општество, да помогнат во реформите или во изградбата на некои инфраструктурни проекти, ние сме ги вратиле назад во буџетот. Истата работа ќе ни се случи доколку не многу сериозно пристапиме кон реализацијата на реформската агенда, реформите, 38 реформи, 136 чекори и на листата на проекти кои што сме ја предложиле во Брисел, односно зрелоста на проектите која што се уште не е постигната. Ако ги направиме реформите, ќе ги повлечеме парите, ќе легнат на сметка во буџетот, ќе легнат на сметка во WBAF, во Фондот на Западниот Балкан. Меѓутоа, ако немате проекти, не можете да ги искористите парите. Можете да направите реформи, ќе легнат на сметка и можете да ги користите за инфраструктурни проекти, значи наши компании на крајот на криштата можат да ги реализираат, овде кај нас да останат парите. Ако не го направиме тоа, тогаш можеме да ги изгубиме парите. Минатиот пат кога зборував, се сеќавам, зборував и завршив со младите во процесот
и со вештачката интелигенција. Знам дека тогаш вештачката интелигенција разбуди така една убава дебата и мислам дека веќе сме во фаза кога вештачката интелигенција веќе во Европската унија се користи, веќе во Европската комисија се користи, во земјите членки на Европската унија се користи и во некои од земјите од регионот, Молдавија, Албанија и делумно Србија. Таа може многу да помогне за мали држави со мал капацитет, со мала администрација како што е нашата, да се забрзаат процесите, да се направат анализи користејќи ја вештачката интелигенција. Се разбира, таа самата за себе не работи, треба да работи заедно со и вклучено во институциите, но мојот заклучен совет е и минатиот пат, мислам дека на таа тема дискутиравме и развивме и дури заклучивме дека треба посебна сесија дури да се има за вештачката интелигенција, не од аспект на вештачка интелигенција, незините алгоритми и позадината, туку како вештачката интелигенција да се вклучи во процесот и да се искористи за да може да се скратат одредени агли и да се субституираат одредени слабости во администрацијата или одредени слабости во можноста администрацијата да произведува анализи и да може тие анализи да ги направиме со помош на вештачката интелигенција. Благодарам. Може би Благодарам, Драган.